Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. U ime na Otca i Sina i Svetio Duh. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Светата Црква денеска го празнува споменот на големата подвижничка на Светата Црква Христова Параскева, во превод на македонски Петка, Света Петка, која што чиј живот историски можеме да го лоцираме во 9 век после Христа Бога, еден век кој што изобилува со бележити историски настани, врзани за покрстувањето на нашиот народ и на сите балкански народи. Тоа е времето на светите браќа Кирил и Методи, времето на свети Наум Охридски чудотворец и свети Климент Охридски чудотворец. Значи, Света Петка е нивна современичка и тие незини современици. И така, кога ќе ги поврзиме малку работите со нештата што ни се познати и со личностите што ни се познати, и самата историја на црквата заживува, добива сила, добива во актуелност, во свежина. Во 9 век се родила таа и нејзиниот брат Ефтими, од родители длабоко побожни и имотни, во близина на престолниот град Царин. Нејзиниот брат, веднаш откако созреал, откако станал полнолетен и се осто свесен на својата припадност кон православната црква, посакал да се замонаши и се замонашил и завршил како епископ малски, а Светата Параскева останала дома и се грижела за животот и за здравието на нејзините родители, за откако тие починале, да го напушти Цариград и да отиде во јудејската пустиња, каде што се предава на ретко видени подвизи аскеза, каква што умот човечки не може да ја замисли, во фронтална борба со демонските сили, а потоа осветена и просветена од Духот Свет, се оспособила да лекува браќи и сестри разболени од секакви болести на телото и на душата. И така, таму во пустинските песоци на света Палестина живеела долги години и некаде пред самото нејзино, 2 години пред нејзиното упокојување, и се јавил ангел Божи, кој што и препорачал да се врати назад во Епиват, родениот град, и таму своето тело да му го предаде на земјата, а со душата својата се насели близи на Господ. И така, се вратила во Епиват,
kada što produžila da go žive život od judejskata pustinja, od post i vo molitva, od celostna predadenost Bogu, da isceluva i da nosi radost i mir vo duši te što je izgubile smislata naš život i dopuštile nemirot na svetoc kogo što vlade knezot na ovoj svet da je osvoji njivni neprijateljski prostor. Vednaš posle upokojuvanja Bog ja proslavi celio togašen pravoslavен svet veke znajaše za nejako radi što njezinite sveti mošti bile čuvani od razni ataki na neprijatelja, od lični pobudi ili predizvikani od vojni. I tako telo to njezino često se seljalo od Carigrad vo Veliko Trnovo, od Veliko Trnovo povtorno vo Carigrad, od Carigrad vo Beograd. Za sega njezinite netleni mošti da se čuva vo romanski grad Jaši. Jaši zaradi negriležite mošti na svetata Paraskeva je pretvoren vo golem poklonički centar, po kogo što od site pravoslavni strani doađat reki poklonici i vodeni od istite nameri, kako i prethodno dodeka ta bila živa, od neja da isprosat iscelenje za svojite telesni bolesti i za bolestite na svojata duša. I to ako pravi do den denišen, a kako poinaku ke go objasnil faktor, deka stotici iljadi vernici na denot od sveta Paraskeva doađat. No i vo sekoj den od liturgijskata godina, za da se doprat so ustnike svoji do svetite mošti nezi. I deneska na očigled od svet se sočuvat iscelenja na teški duševno bolni, prinesuvani do kivotot na svetiteljkata, vrzani vo sinđi, bili se opasni za okolinata vuka što živa. A otkako ki gi položat v svetoto telo nezino, tije stanuvat krotki kako jagni i taka isceleni, ispolneti so blagodat Božje i so mir Božji, se vraćat vo domovite na svojite roditelji i seljesti. Svetata naša tetka i od nas pružanje mnogo počituvana i sakana, mnogo uloge ponosat njezino to ime i mnogo seljstva ja slava njezinata slava. Gospod milostiv po njezinite svete molitvi, da gi čuva site njih vo krepko zdravlje i da gi obleče vo sila ozgora i da gi dari so sekoje dobro zemno i